двете општински средни училишта во Кичево, Општинското средно училиште Мирко Милевски и Општинското средно училиште Трита, извесен период се реализира проектот Социјална кохезија во средните училишта. Денешен мој гостин е господјата Марина Ѓорѓиевска-Китановска, која што е проектен координатор од Центарот за граѓанска иницијатива од Прилеп. Марина, еве на почеток може да те запрашаме што точно значи овој проект Социјална кохезија во средните училишта. Ти благодарам на прашањето и благодарам на можноста да можеме да го споделиме овој проект со нашата публика, се со цел да донесеме поблиску што тоа Центарот за граѓанска иницијатива и училиштата кои што ги спомна работат во оваа насока. Проектот Социјална кохезија во средните училишта е проект кој што е финансиран од Британската амбасада во Скопје, а има за цел да придонесе кон надоградба и спроведување на тековните стратегии кои што ги има Министерството за образование и наука, а се однесуваат на намалување на конфликтите, односно недоразбирањата во училишните средини. Овој проект, како што кажа, се реализира во овие две средни општински училишта, меѓутоа исто така се реализира и на национално ниво во уште други 13 училишта. Вкупно опфаќаме 15 училишта со овој проект и она што е многу важно да го напоменеме е дека работиме во голема координација со Министерството за образование и наука, Бирото за развој на образованието и Министерството за труд и социјална политика. Еден од акцентите кои што сакавме да ги ставиме на проектот и доста добро и успешно ни оди е да воспоставиме канал на комуникација меѓу општинските центри за социјална работа и општинските средни училишта. Зошто го зборувам ова? Ова е многу важно, затоа што оваа комуникација придонесува токму кон намалување на недоразбирањата во училишната средина. Ова придонесува кон подобрување на кохезијата и кон подобрување на комуникацијата, меѓутоа не само со децата и наставниот кадар, и со нивните родители. А бидејќи центрите се тие што имаат комуникацијата со семејствата во заедницата, многу е важно да ја направиме оваа комуникација поспонтана и таа веќе постои, има канал на комуникација, меѓутоа да ја интензивираме се со цел да добијаме добра училишна средина, меѓутоа и уште подобра и комотна заедница за живење. Так, споменавте дека освен во двете општински средни училишта во Кичево, овој проект се одвива и на национално ниво. Може ли да ни кажете кои други училишта, односно кои градови се вклучени во овој проект? Так, освен Кичево, вклучени се Прилеп со гимназијата Мирче Ацев, вклучен е Гостивар со средното економско општинско училиште, Тетово со 8 септември, во Скопје имаме 3 средни општински училишта, Здравко Цветковски, Цветан Димов и уште едно средно општинско училиште. Потоа ги имаме во Штип Колен Ехтенин Јане Сандански, во Струмица уште 3 други општински средни училишта и во Гевгелија е Јосиф Јосифовски гимназијата. Така, започна проектот пред повеќе месеци. Да, од мај. Така, од мај, кои фази од проектот се веќе реализирани, кои активности ги имате спроведено до сега? Бидејќи, како што кажав, овој проект го замислувавме како процес кој пред се е вклучувачки, како на институциите, така и на самите ученици. На почетокот на овој проект во периодот од мај до септември реализиравме 3 тркалезни маси, на кои што тркалезни маси учествува и представници од училиштата, предци од педагошката служба и назначени, имавме директори, заменици директори и наставен кадар, меѓутоа учествува многу важно представници од Министерството за образование и наука, Центарот за средно стручно образование и обука и меѓуопштинските центри за социјална работа представени со Министерството за труд и социјална политика. Што беше фокусот на овие тркалезни маси? Овие тркалезни маси требаше да видат, односно да продискутираат самата училишна средина. За таа цел Центарот направи истражување во секој од училиштата со помош на експерти и тоа истражување ни даде насоки да видиме кои се видовите на недоразбирања кои што се случуваат и кои се препораките за
подобрување во училишната средина. Овие информации беа разменети со работната група и врз основа на овие информации потоа преминавме кон креирање на методологија за разрешување на конфликти и соодветно алатки кои што ќе бидат применети во самите училишта. Така, освен овој тип на активности, значи спомнавте тркалезни маси, рековме дека спроведовте и повеќе обуки. Да. Колку учесниците кои што беа и професорите, наставниците, стручната служба, представниците на центрите за социјална работа, колку тие беа задоволни од она што го научија од вас тука? Мене ми е чест и особена гордост што оваа работна група функционираше за време на нашите активности и понатаму верувам безпрекорно. Она што е вредност на самиот проект е што самите училишта и меѓуопштинските центри за социјална работа влегоа со ентузијазам во оваа соработка и на самите активности, на самите обуки, како што спомнавте, имаше многу добра атмосфера за работа. Имаше многу добри конструктивни предлози од двете страни, затоа што во овој состав, наставен кадар и представници од меѓуопштинските центри за социјална работа не е толку често. Имаше потреба и барање да ваквите средби се продлабочат и понатаму продолжат, затоа што се дадоа доста конструктивни идеи. Што се даде како идеја? Се даде идеја дека може понатаму во училиштето да се работи со помош на центрите на детектирање рано детектирање на, да речеме, семејно насилство, што е извор на недоразбирање. Може да се детектира и да се работи на намалување на врсничко насилство. Вие во училиштата работите со програмите за советување на родители и на ученици, меѓутоа истите уште по-добро можат да бидат реализирани доколку се вклучат и самите родители. Тоа беше една од препораките за нашите идни проекти, да ги вклучуваме веќе родителите, а со нив веќе се работи веќе поцелосно со семејството и во консултација со уште една многу важна институција, тоа е Центар за социјална работа. Така. Денес сте во посета, значи тука во Кичево на двете општински средни училишта Мирко Милевски и Дрита. Овој проект социјална кохезија во средни училишта продолжува. Да. Што договоривте денес, кои биле следните активности во рамките на овој проект? Следните чекори во рамките на овој проект е да видиме колку она што ние го издискутиравме на тркалезните маси, се обучивме на тие обуки да применуваме алатки за разрешување на конфликти, ќе можат да бидат применливи во самата училишна средина. Она што го разговаравме и што го научивме како алатка ќе биде применето во секој од училиштата преку реализација на сесии со учениците и со наставниците кои што ни беа на обуките. Меѓутоа, исто така ќе направиме една активност каде што ќе можат подобро децата да се запознаат едни со други, а тоа се еднодневни размени на овие 15 училишта, каде што ќе имаме домаќин и гостин училиште, каде што овие деца ќе можат да разговараат, да дебатираат, да применат некои од алатките и на крајот од денот да се запознаат многу подобро и да ги воочат што е она што ги доближува, наспроти она што се перцепира денес дека ги разделува. Така. Центарот за граѓанска иницијатива од Прилеп, сигурно дека освен овој проект досега има реализирано и други проекти на други теми. Што да очекуваме од вас во наредниот период, освен овој проект? Дали во меѓувреме течат и други проекти или евентуално спремате некои нови? Така, Центарот работи од 97, а во образованието од 99. Нашата стратешка цел е да останеме во секторот на соработка со образовните институции. Тоа е, впрочем, и во нашата мисија и во нашите главни цели. Дефинитивно ќе продолжиме со работа на намалување на недоразбирањата, секако со соработка со училиштата и со другите чинители во заедницата. А она што сакаме понатаму да го работиме е сигурно да воспоставиме подобра комуникација помеѓу институциите, односно таа веќе постои, да ја надоградиме со она што веќе сме го изградиле како капацитет
и исто така да ги вклучиме многу повеќе родителите и децата во сето на што го работиме на обуки или на креирање на методологии. На крајот од денот крајните корисници се пред се учениците и родителите. Господио Ѓорѓиевска-Китановска, јас ви благодарам за времето што го одвоивте за денешниот наш разговор и ви посакувам успешни проекти и понатаму. Благодарам.